Ехо на заборавот прв пат ја прочитав во ноември 2024 година и веднаш ми се допадна многу затоа што е прва представа после долго време што се бави со машко ментално здравје, што за сега е табу се уште. Опфаќа теми како шизофренија и млад човек што претрпал доста трауми во својот живот и како тој се справува со сето тоа. Адаптацијата траеше доста долго време затоа што Ирем, писателката, ни понуди доста голем материјал од кратки раскази, кои потоа јас ги споив со помош на нашиот актерски тим. Генерално сакав да ја добијам перцепцијата на Џулијан, на главниот лик, и да се водам од неговите чувства, од неговите доживувања и се надевам дека тоа го постигнавме. Не дека другите актери или ликови сакав да се прикажат како споредни или не доволно битни во оваа приказна, но сакав да биде насочено кон доживувањето на еден млад човек што се бори со стегите на општеството и како тоа на крај избива во неговиот живот. Среќно или несреќно станува да видиме во представата. Со представата бевме гости во Хрватска на казалиште националних мањина. Планираме и неколку изведби во Скопје, низ Македонија секако, така што би ни било мило доколку ја посетите. Okay. Hi, I am Iram Genišelveškovska. I am the playwright of Echoes We Bury. When I was in university, I was always interested in reading psychological books. They inspired me a lot in this way. And now seeing those plays being played on this scene is so interesting and exciting. And I'm so happy to be here. Echoes We Bury is a text about two lovers, I would say, but this is not a love story. This is completely different and has many subtle meanings. And when I was creating this, Julian was my favorite character, definitely. The things that he had in his life changed him a lot. And he had to struggle with schizophrenia and he built this friend, lover, everything for himself as Aiden, and this is their story. Во однос на градење на карактерот, интересна изјава на Маја, на режисерката, беше дека дури застрашително било колку лесно сум влегол во улогата. Да, во принцип е тотално спротивно од мојот живот. Јас имам многу прекрасна фамилија, немам искуство како што има Џулијан, ама едноставно се препуштив на неговиот живот и ја избришав, додека сум на сцена, ја избришав мојата историја и кој е Михаил, и така се роди Џулијан.